Оно што е важно да се каже е дека владата не само што се грижи за сегашните пензионери, се грижи за идните пензионери. Токму затоа покажавме дека реформата во пензискиот систем даде одлични резултати или заштедивме 3 милиарди и 700 денари во буџетот на пензискиот фонд и тоа покажува дека дефицитот се намалува. Секако економијата растеше во оваа година. 15% пораст на минималната плата, 5% просечната плата и тоа создаде услови за раст и на пензиите. Затоа што логично е ако расте приходот кај работоспособното население, да пензионерите го осетат истиот тој бенефит. И затоа воведовме трето дополнително усогласување кое што ќе почне со исплатата на јануарската пензија во февруари, ќе добијат сите пензионери по 700 денари и ќе ги добијат дополнителните две усогласувања на пензиите, што до јуни месец би значило вкупно зголемување просечно околу 900 денари. И сето ова укажува дека како што се грижиме за работоспособното население, на исти начин се грижиме и за пензионерите. Денеска ќе ги дискутираме сите други работи кои што тие ги имаат како прашање во однос на Министерството за труд и социјална политика. Сакам да кажам дека првпат, откако знам, откако сум пензионер и 11 години, една министерка или министер иди во Прилеп, иди во базата да ги слушни пензионерите одблиску. Тоа е за секаква похвала. Јас сум по втор пат за 3-4 дена веќе во клубот на пензионерите во нашиот град, токму да дискутираме повторно за желбите, за потребите на пензионерите што имаат во нашиот град. Јас пред неколку дена заедно со претседателот на пензионерите од нашиот град, со голем број на пензионери токму на истово место, дискутиравме за сите потреби што ги имаат пензионерите и за покачувањето на нивната пензија и за комуналните работи во градот, се што му е потребно на пензионерите за подобар живот во нашиот град. Мислам дека денеска присуството на министерката Мила Царовска ќе го дополни се она што го разговаравме во врска со сите потреби што ги имаат пензионерите во нашиот град.